Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во емисија ќе биде Јулија Велковска. Мит Ромни победи на прелиминарните партиски избори во Флорида. Обединетите нации велат ја разбираат ургентноста на ситуацијата во Сирија. Фејсбук за прв пат ги нуди своите акции на јавна продажба. Следи блокот вести. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни доби голем поттик за номинацијата на Републиканската партија за претседателските избори со победата на прелиминарното гласање во Флорида. По објавувањето на резултатите, тој се обрати до симпатизерите главно со критики на адреса на претседателот Барак Обама, обвинувајќи го за економските проблеми на државата. Вети дека ќе ја укине здравствената реформа на претседателот, ќе го избалансира буџетот и ќе ги понесе САД во нова ера на економски просперитет. Според најнови податоци, неодамнешните промени во американскиот закон овозможиле мал број на американци, оние најбогатите, да ја обликуваат трката за претседател, собирајќи преку така наречените супер политички акциони комитети десетици милиони долари за изборните кампањи. Со одлуката на Врховниот суд од 2010 година, комитетите може да собираат и употребуваат неограничени суми на пари за политички кампањи, под услов трошењето да не е координирано од кој да е избран кандидат. Во вторникот тие дадоа детален преглед на своите трошоци. Групата што го поддржува републиканскиот кандидат Ромни собрала близу 18 милиони долари меѓу јули и декември минатата година, а онаа што го поддржува неговиот главен ривал, Њут Гингрич, собрала околу 12 милиони долари. Според генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, Советот за безбедност ја разбира ургентноста на ситуацијата во Сирија, во време кога арапските и западните земји бараат да усвои резолуција што повикува на заминување на претседателот Башар ал-Асад од функцијата и прекин на насилството. Сирија го отфрли планот како мешање во суверенитетот. Русија се противи на резолуцијата. Американската државна секретарка Хилари Клинтон пак се повика на докази дека владините сили ги вршат речиси сите напади во кои гинат цивили и предупреди дека Сирија запаѓа во граѓанска војна. Фејсбук ги става своите акции на јавна продажба според најновите новински извештаи. Со тоа, светски најголемата интернет мрежа за дружење би требало да заработи преку 5 милиарди долари. Најново од Холивуд, Адел ќе настапи во живо на доделувањето на музичките награди Греми. Популарната пејачка по прв пат ќе се појави во јавноста по операцијата на гласните жици. Новата изложба на фотографии на познатата фотографка Ени Лебовиц покажува различна страна од неа. Славна по фотографиите портрети на познати личности, Лебовиц овој пат минала 2 години на проект во кој не фотографирала луѓе. Изложбата насловена како Аџила ќе е поставена во Музеот на американска уметност во Вашингтон. Националниот молитвен појадок најчесто се одржува во сала за балови на познат хотел. Присуствуваат познати гости од цел свет, а претседателот изразува лична верба во моќта на молитвата. Може да допре до нашите срца со скромност, да не исполни со дух на братство, да не потсети дека сме чеда на Бога, кој е прекрасен и не љуби. Појадокот го спонзорира христијанска група наречена Другарство, која ги држи во тајност имињата на своите членови. Некои критичари тврдат дека појадокот е израз на хипокризија. Се молат, а потоа не чинат ништо да ги сменат условите за поединци, за заедницата. Вака вели отецот Грејланд Хаглер, кој бил на појадокот во 1993, но не бил импресиониран. Тој припаѓа на група свештеници од разни вери поврзани со движењето Окупирај. Работат на организирање алтернативна средба годинава, народен молитвен појадок. Молитвата и верата посекако имаат централно место во животот на многумина американци. Марк Розел, кој предава јавна политика на Универзитетот Џорџ Мејсон и е уредник на книга за односот меѓу верата и американската политика, коментира. The National Prayer Breakfast is a reflection of the overall culture in the United States. Националниот молитвен појадок е одраз на севкупната култура во САД. Луѓето очекуваат претседателот да има силно верско чувство и не им пречи кога на јавен настап ја искажува посветеноста кон тоа. Со фактор што САД стануваат верски и се поразновидни, Розен смета дека молитвениот појадок е добра можност претседателот јавно да го искаже верското чувство.
без притоа да фаворизира една конкретна вера. Новата изложба на фотографии на познатата фотографка Ени Лебовиц покажува различна страна од неа. Славна по фотографиите портрети на познати личности, Лебовиц овој пат минала 2 години на проект во кој не фотографирала луѓе. Изложбата насловена како Аджилак е поставена во Музеот на американска уметност во Вашингтон. Ова се домови и лични предмети на луѓе кои не се повеќе меѓу нас. Уметници, научници, фотографи, па и еден американски претседател. Лебовиц од 2009 до 2011 фотографирала места што ја воодушевувале, пејсажи. Вели колекцијата представува обнова на незиниот дух по починувањето од рак на љубовницата, авторката Сузан Сонтак. Лебовиц потоа западнала и во финансиски потешкоти. Влегов во потрага. Открив одредени работи за себе што ми донесоа мир. Лебовиц била инспирирана од познатата американска уметничка Джорджија О'Киф, која заминала за Њу Мексико да ги фотографира незините домови и кутија рачно изработени пастелни бои. Ова се фотографии од предмети на поранешниот претседател Абрахам Линколн, како шапката и ракавиците кои ги носел дента на атентатот во 1865. Лебовиц нашла инспирација и во Грейсленд, домот на рок-н-рол легендата Елвис Присли, од каде и оваа фотографија. Овие фотографии пак се во чест на фотографот на пејсажи Ансел Адамс, кој почина во 1984. Адамс е познат по овековечувањето на дивината на американскиот запад. Фотографиите на Лебовиц се вклучени во незината најнова книга. А во наредната емисија чоколадо, што е најнов тренд овде во САД поврзан со ова неодоливо задоволство. Гледајте утре во Newsflash. Чоколадни фонтани. Забавите станаа уште позабавни со непрекинатото течење на сладкото задоволство. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. А за најново од САД и светот, вообичаено ве покануваме да посетите нашата веб страница glasnaamerika.com или се разбира, побарајте на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте ни утре.